Ама можно ли е, човек? Здраво на сите, доредовте моето ново видео. Конечно едно од моите омилени видеа за правење секоја втора или четврта година кога има светско првенство во фудбал или европско првенство во фудбал. И премногу се радувам што освен што претпоставам ако ми го гледате другиот канал веќе знаете и знаете дека секоја година го собирам албумот, еве го и тоа овој пат прв пат имам со тврди корици. И ја претходно не знаев дека може воопшто го земеш со тврди корици и сега го имам со тврди корици, онака најпремиум што може, многу му се радувам. Посебен мерак имам оваа година за све ова. Покрај тоа што обожавам и секогаш собирам албум со сликички, повторно се спојува тоа со моето друго омилено мое нешто што е дел од мене толку многу години и заедно соработуваме и се, а тоа е Coca-Cola. Не можам јас да замислам подобра колаборација од ова. Coca-Cola кога ги заспои со Panini и со FIFA и со светското првенство и мене ова ми е прејако. И најакиот дел е тоа што воопшто не може да го соберете албумот ако немате Coca-Cola. Има во албумот посебна страна на Coca-Cola каде што има 12 сликички, Coca-Cola сликички CC и тие сликички се добиваат само со купување Coca-Cola. И најакото нешто, кај се наоѓа сликичката? Етикетата ја отвараш. Не знам кој е најредок, воопшто не знам, ја ги немам ни прочитани во албумот имињата што се можеш да добиеш. Еве, вие сега нешто гледате, ја не гледам. Ова е Вилиам Салиба од Франција. Ја морам да ви признам и дека ова не е прв пат да одлепувам, затоа што еднаш веќе одлепив. Беше на стрим и само заедно не чекав заедно со вас на видеото да го направиме и јас веќе го имам и Робинсон од USA. И оваа сликичка веќе имам. Така да во моментов имам 2 од 12, треба да соберам уште 10. А јас тука шишиња, не знам дали имам 10, имам уште 2. Имам уште 4, значи се, 6, 7, леле имам 9. Имам 9 шишиња. Добро, Стефан, овие 9 сигурно нема да ти бидат сите различни. Секако ќе имаш дупликати. Јас си замислив дека ќе ги отворам сите, ќе ми фали една слика. Важи, Стефче. Ама добро, тоа е убавината. Јас обожавам таа култура кај нас и традиција некако што се знае дека идеш за викенд на школка парк и дека таму се менуваш со сликички и тоа ми е некако убавината и целата магија во ова. А знаете ли што сакав да го искористам ова видео кога веќе сме тука избориме за ова, чекај да ги земам. Јас се потрудив, ова го немам направено можеби никогаш, не памтам дали некогаш го имам направено, да најдам што е можно повеќе албуми од низ историјата, затоа што кај мене дома албумите од светско првенство се собираат од памтивек и тоа е традиција и кај нас што не може туку така да запре и затоа јас сега морам секое првенство фиксно да го собирам албумот секогаш и цел. Не успев да ги најдам сите, знам јас дека имам и уште постари од ова, ама најстариот што успев да го најдам е од 2002 година. И е веќе распад систем, треба малце да се потрудам и поубаво да ги чувам, ама ова е од 2002 година, не е собиран цел. Овој албум е значи стар 24 години. 24 години се поминати од овој албум. А имам дома и постари, ама не успев да ги најдам сите. И покрај тој имам Евро 2004, светското 2006, ова ми е еден од поомилените корици и све, 2008 европско, 2010 Саут Африка. Исто така, можеби и омилената корица до сега, 2014 FIFA World Cup Бразил. Можеби е стварно омилената корица од сите. Лели оваа е убава, ама не, Бразил ми е појака. Русија 2018. Овој ни е посебно драг на сите и знаете зашто предпоставувам. Евро 2020, цела е пополнат. Ако мислите дека не се полнат, зашто е тука вака залепено? Се се полни. Кај да отвориш се е полно. Се е полно. О, еве и тука Coca-Cola како беше, тогаш беше со Rivals United. И тука има Coca-Cola. Еве што сакав да ви покажам. Зашто ми е овој албум еден од најдрагите. Ова
сакам да се деси пак најбрзо што е можно. И другиот е, овој е 2022 Катар и го имаме овој да се собере цел. Одиме да отвараме уште, а да се напиев. Ова сега ќе се напием, ќе се пане најаката. Кој е тука најака? Имам ли омилена воопшто? Чека да прочитам што си има. Ламин Ямал го има. Па искрено на Ламин Ямал би се израдувал најмногу. Така да ова што се напив ќе биде Ламин Ямал. Гледате сега. Чекај, мислам дека би го виделе вие право ако го направам вака. Кој е? Ама можно ли е, човек? Реков... Која е шансата? 1 во 12 е шансата. Ви реков дека тоа што се напив дека ќе го добијам. И ја го. Тоа е тоа. Ај не можам сите да ги соберам. Ај не можам сите да ги соберам. Чекај, елајте тука. Елајте тука. Елајте со мене тука. Опа. Еве ги, до сега имаме 3. Вака ако направам, че гледате? Опа. Кој е? Нов е и тој. Нов е и тој. Мартинес. 4 од 12 собрани. Следен. Та малам биде различен што го немам. Леле нов е. Дейвис. 5 од 12 собрани. Замисли си да бидат различни. Само замисли. Ке мислите дека е местено ако бидат сите различни. Што е ова? Различен е? Джошуа Кимик, 6 од 12. Пола албум кола го собрав. Вие стварно ќе мислите дека е местено ако бидат сите различни. Кој е следен? Хари Кейн. Како да ви кажам дека сум најак? 7 од 12. 7 од 12, уште 5 ми фалат, имам 4 шишиња. Ке има ли некој дупликат да се менјам? Следен. Кој е? Дупликат е? Да. Еве еден дупликат. Кој е, не гледам? Дейвис пак, и ова е дупликат? Да. Сега до крај сите по дупликати ќе бидат. Добре, јас сум задоволен со тоа што имам 7 од 12. Ми фалат само 5 во моментот. Имам уште само 2 за отварање. Дали сакам сите до лед идам да ги земам. Предпоследно. Е ова. Хари Кейн, 3 дупликати. Уште сум на 7 од 12. Последното е... Ова ќе го видам јас сам. Вилијам Салиба. Имам Вилијам Салиба, имам. Вилијам Салиба. Јаго. Значи имам дупликати 4 тоа, а собрав 7 од 12. Па искрено сум задоволен. Исто така имате интересни факти под самите сликички. Пример за Ламин Ямал пишува најмладиот гол скорер за Шпанија на само 16 години. Ајде прв Ламин Ямал. Кај си? Ќе го правам наопаку. Таман вие ќе гледате таму. Абе, совршено залепено. Еве. Кај е Джошуа Кимик Јаго? Одлично. Дали имам Дейвис? Имам Дейвис. Дейвис дури го имам дупликат кој сака. Опа. Многу ме бива залепење, значи. Вилијам Салиба. Ти си Салиба. Го имам тој дупликат. Иде таму, се трга на страна. Салиба е CC9. Газиме. Мартинес го имав и тој го имам на дупликат, така? Да, еве го Мартинес. CC10. Најголем страф ми е некојаш да залепам некоја сликичка на погрешно место. Не да ја залепам криво и тоа ми е страф, ама најмногу ми е страф некојаш да не залепам сликичка негде кај што не треба. Тоа е CC11. Хари Кейн залепен и го имам и CC12, а тоа е Робинсон. Искрено презадоволен од моето прво отварање. Еве до кај сме. Значи тука имаме залепени 2, ни фалат тука 3, а тука на оваа страна ни фалат само 2. Значи вкупно фалат 5. Пишете ми долу коментари кои вас ви се падна, до кај сте вие со собирање, дали вие имате дупликати, ајде да се менјаме. И ако некој гледа ова видео, а не знае дека започна полиграф, на крај во енд кредитс ќе имате и да стиснете на новото полиграф видео, да изгледате полиграф и да ми пишете и за полиграф што мислите. Лајкнете го ова видео ако ви се допадна, како и секогаш. Субскрајбнете се на каналот за уште многу видеа, како и секогаш. И ние се гледаме
во следното видео веќе ова недела во 21 часот со Полиграф, нова епизода. Чао.